Има само 28 години и ја работи работата од која сите бегаат, како од оган. Ангажиран е од утро до утро. Во последните 3 недели вели дека спие по 2 часа, но својата љубов, земјоделието не го менува за ништо, вели за телевизија стар Лазар Евтимов од селото Тракање, Кочанско. Јас работам земјоделието, кога знам за мене, кај моментално не сум упан за откажување од земјоделието, па натаму ќе видим. Па земјоделието тоа што работам првично, па жалба ме рака од мал влезено во мене, кај тоа сакам да го работам. Има многу доста друго што се работи, ама тоа се одлучивме, тоа ме рака, тоа го почнав. И сега натаму ќе видиме додека може. Неверојатно упорниот и работлив Лазар одгледува 200 овци, 15 декари ориз, 2 хектари луцерка, 15 декари пченка. Како постигнува и со колку вработени? Цело време сум само јас, а по време имам работници, ама тоа се како работници на ден, дневници. Стално вработени немам, сум фаќал некој, ама нова работа не се сиѓа скоро па на никој да останат повеќе време и брзо побегнуваат. Единствено, на него му се наоѓа мајка му, која му помага со овците. Па мајка ми малку ми помага и останато е моја. Верувале или не, Лазар млекото не го продава, туку го прави сирење и тоа сам. О млекото произведуваме сирење 2 години веќе и целото млеко да производство на сирење, друго не произведуваме. Сам ли го произведуваш сирењето? Сирењето да, сам го произведувам, сам молзам. Тоа е тоа од млекото. По ова, прашањето е како можат 2 раце да бидат 100 човек. Без оглед што е само 28 години, може да го издржи сето ова. Па моментално е многу тешко, некако се издржува, додека ќе можеме да издржиме, тоа ќе видиме. Не се откажуваш важно. Па за сега не се откажуваме, натаму ќе видиме дали ќе успее. Дали секојдневно, толку големиот напор, љубовта не ја водат на мала врата. Па секако наоѓаме време. Повеќето вечериња излагаме, ден многу нема време. Вечериња, касни сати и може излагање. Во сето бунило од обврски и работа, младиот Лазар фрапира со изјавата дека навечер наоѓа време и за друштво. Па можешме во Италија, во Германија, ама овде се одлучихме и останав. Дали може би некогаш ќе го смениш мислењето и ќе заминеш во страна? Па тоа не се знае, како што оде темпото на работа, може и тоа да се случи. И тоа не е многу далеко. Гледајќи како Лазар работи и дење и ноќе, тој има отворени понуди од своји блиски да замене на работа во странство и може да бира во секој момент помеѓу Германија, Италија и Англија, но досега по кој знае колку пати на сите им рекол не. Па може да има некоја иднина, ама треба доста подобри повеќе помош од државата, подобри мерки, така што ќе може да се обстане, да се оде на механизација со работна рака, не можеме, мора како по светот што се работи со повеќе машини, повеќе механизација, сам вработен да заврши повеќе работа, ако се оде на работници, нема екзистенција. И она, што е исто така интересно, е дека за разлика од речиси сите останати, тој во земјоделието гледа иднина.